Станува скандалот. Двајца еминентни професори од катедрата за историја на уметност во Скопје од свој доушник Див Копач дознале и вонинституционално за 300 евра ги откупиле другите делови од штитовите на кои се наоѓаат 12 кракото сонце и 8 помали сонца со 8 краци. Три бронзени штитови, стари над 2200 години, што се користеле во почесната гарда на македонските антички војници. Случајно во неколку делови ги пронашол Мирко Велјановски од Мариовското село Бонче, работејќи на својата нива. Ова исклучително откритие ворено ги мобилизира археолозите од Прилепскиот завод и музеј. Според археологот Душко Темелковски, вакви штитови со името на македонскиот крал Деметри досега не се пронајдени ниту во Македонија, ниту во соседните земји. Се работи за штитови, на кои што во средишниот дел е представено 12 крако сонце, а наоколу во една низа се распоредени 6 помали 8 краки сонца. Ова се први откритија на македонски штитови кај нас. Нивната вредност е уште поголема, затоа што околу централното средишно сонце стои името на македонскиот крај Деметри, еден од наследниците на тронот на Александар Македонски. Штитови во соседна Грција има откриено, но штит со име на крал досега не е евидентиран. Името на кралот не наведува на предпоставка дека најверојатно станува збор за парами штитови кои што му припаѓале на припадник на гардата на кралот Деметри, а биле положени во неговиот гроб. Целосната конзервација на уникатните предмети, за кои знаат и француските археолози, не е завршена, бидејќи не достигаат уште 6 делови, за кои за 300 евра деновиве требало од Велјановски да ги откупи музејот. Наместо оваа институција, која тешко безбедува средства за вакви намени, нив вонинституционално се дрзнале и ги откупиле двајца познати скопски професори од Факултетот за историја на уметности и археологија. Во пазарењето учествувал и Прилепски Див Копач. Засега имињата на инволвираните во овој историско-археолошки скандал не се обелоденуваат. Се верува дека 6 делови брзо ќе бидат вратени во Прилепскиот музеј, а по конзервацијата штитовите ќе бидат представени пред македонската и пред светската јавност. Прилепскиот завод и музеј им даде рок на двајцата скопски професори и археолози до вечерва да ги донесат деловите од штитовите на музеот. Канал 5 ги знае имињата на овие професори, но поради исклучителното значење на наодот и деликатноста на проблемот нема да ги објавиме. Инволвираните имаат можност итно, институционално да ги вратат артефактите со огромно значење за Македонија и за светот. Наодот во Мариово има исклучителна научна и истражувачка вредност и фрла ново светло за простирањето на античката македонска држава.